емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија, добродојавте во редовното издание на емисијата Стадион заедно со вас, како и секоја сабота и денеска Столи Наумов ќе бидеме заедно до 12 часот. Ја мало досна заради проблеми со електричната енергија, со струјата, но се надевам дека во тек е решавањето на овој проблем за да може поголем дел од Источна Македонија да се покрие со радио сигнал. Можете да не следите секако на Facebook, на YouTube без проблеми и би ве замолил да се претплатите, да кликнете таму на тоа едно копче на интернет, subscriber, за да ја зголемиме публиката на интернет, за да може и вие да имате поквалитетни содржини, а и ние да бидеме со поголем предизвик, да бидеме провоцирани цело време да правиме поквалитетни разговори, интервјуа, поквалитетни емисии кои што ќе ви се допаднат вам, а се разбира и на пошироката публика. Ова е канал 77, за почеток да ви кажам дека уште со под импресии доста синоќа се вратив од Израел. Во некоја друга емисија ќе зборуваме повеќе подетално, ќе ви ги раскажам тие импресии. Има многу што да се научи од Израел. Јас сум фасциниран, пред тоа читав, знаев доста за оваа земја, но на лице место онакако искуство што го видов, тоа што го видов со мои очи, навистина ме фасцинира. Прво, иако се многу развиена, моќна држава и од безбедносен, и од економски, и од културолошки, од секој аспект, те се толку скромни што покажуваат дека си ја сакаат државата, си ја сакаат земјата. Секојаш кога ги прашате нешто, ќе ви речат: ние сме мала држава, мала земја, ние немаме пари за расфрлање, за фрлање. По-конкретно, например, кога одлучуваат каде се амбасади и амбасадори да постават и да испратат, зборуваат обратно од сето она што ние се удираме во гради и го зборуваме, особено вака на маса по кафеани. Тие се сосема спротивно приказна од нас. Уште повеќе што ме фасцинира нешто што јас го паметам и го знам во одредена форма и од поранешна Југославија, тоа волонтерство, тој волонтерски дух. Порано имаше работни акции во Југославија. Тука функционира на најголемо можно ниво. Секој граѓанин сака да помогне на државата, на општеството, на заедницата и секојаш кога ќе може, иако има работни обврски, има семејни обврски, волонтира. Волонтира на полињата со земјоделски површини, волонтира во хуманитарни организации, волонтира во војската. Волонтираат луѓето и кога ќе излезат во пензија, тогаш имат поголемо, послободно време, поголемо слободно време и тогаш се посветуваат на волонтерската работа. Тоа го прават и во кибуците. Што се кибуците? Тоа е социјализам или комунизам во мало. Знаете како во поранешна Југославија работиме сите колку што можеме, делиме се меѓусебно, нема богати, сиромашни, сите се богати толку колку што самите ќе произведат и сето тоа се распоредува секому според потребите равноправно. Неко самата суштина на постоењето на израелската држава била како идеја социјалистичка и со тоа се гордеат во Израел. Тие кибуци всушност во почетокот во сршта на државата Израел се вградени да се обработуваат земјата во тие средини, кои што денеска се поголеми од села, населби. Тоа е земја која што им ја дава и им остапува државата на луѓето кои што ќе одлучат да живеат во кибуците. И таму се произведуваат со најсовремена технологија најразлични земјоделски производи. Меѓутоа во последно време, како технологијата напредува, како животот се менува во тие кибуци, се повеќе се присутни високо развиени технолошки процеси, кај-тек технологија, сервисирање, значи не се фокусира некако порано само на земјоделието и на земјоделското производство.
Тоа е едната работа. Втората работа ќе ви кажам за почеток. Реков во некоја друга емисија, подетално ќе зборуваме кај се бев и што се видов во Израел. Бев во Ерусалим неколку дена. Сега, што сум аџија, го посетив гробот на Исус Христос, местото каде што е распнат. Го посетив гробот на Давид, бев над зидот на Плачот, од другата страна џамијата Ал-Акса, тоа е светилиште за муслиманите, зидот на Плачот на евреите. Бев во местото Метула, тоа е на границата помеѓу Израел и Либан. Од другата страна се гледа едно село на либанската страна, целосно раздурната, од каде што Хезболах, една организација терористичка која што сега е речиси целосно ослабната, особено кога се прекинати врските со Иран, кој што ги снабдуваше со пари и со оружје, со секаква подкрепа и поддршка. Бев понатаму на границата со Сирија, на Голанската висорамнина која што е освоена од Израел 67-та година и сега ќе имат вклучено во своите закони, иако меѓународната заедница, Обединетите нации не го признаваат тоа. Единствени што Голанската висорамнина ја имаат признаено како израелска територија со Соединетите американски држави во времето на првиот мандат на Доналд Трамп. Од тие места каде што бевме, од тие висински точки, можевме со голооко да го видиме Дамаск, кој што е на 50-60 километри воздушна линија од границата која што сега е воспоставена од израелската држава, од израелските безбедносни сили. Понатаму бевме во едно село каде што живеат друзите. Тоа е една многу чудна, интересна, кротка заедница која што е можеби може да се спореди со властите. Тие немаат чувство за своја држава, тие се лојални, се приспособуваат, се адаптираат во државите каде што живеат. Па така да може да се случи од едната страна на границата да е едниот брат, едната сестра, од другата страна да е другиот брат, другата сестра. Може да се случи друзите инаку, за разлика од муслиманите, служат во израелската војска, ги има во израелската дипломатија како вработени и како успешни дипломати, а ги има и во израелските безбедносни служби, например во Мосад, што не е случај со муслиманите кои што реков дека не служат во израелската војска. Например, кај дружите во изминатите 20 на 30 години има случаеви интересни кои што наликуваат и на македонската историја. Од едната страна на границата, реков, дел од семејството, од другата страна на границата, другиот дел од семејството, разделени, поделени со затворени граници. Така да во тоа село кај што бевме, домаќинот има брат кој што е генерал во сириската војска, односно бил генерал во сириската војска за времето на Башар Асад. Има роднина, братучет, кој што е министар за надворешни работи во Јордан. Ете, такви се друзите кои што имаат и сосема поинакви верски обреди, верувања и сваќања од сето тоа што го знаете. Тие немаат класична религија, немаат класична црква или џамија, и тоа имаат своји убедувања и верувања. Кај нив, за да бидеш и да останеш друз, мора да си друз по двајца родители. Нема поинаку. Ако само мајката или таткото е по потекло друз, тогаш не можеш да се кажеш дека си друз. Исто така имаат сосема поинакви обредни ритуали од другите религии што ги знаете. Тие не ги погребуваат нивните најблиски која ќе починат, туку имаат одредени објекти кои што се групирани по, како да кажам, племенска или клановска, поширока роднинска линија. И таму ги изложуваат телата на обични клупи и оставаат 2-3 години тие да се претворат во коски. После тоа коските ги собираат и ги погребуваат, ги ставаат во дупки во истите
објекти. Тие после смртта се обидуваат да не покажат жалост и жалење, затоа што веруваат дека на тој начин ќе ја прекинат реконекцијата на мртвите со живиот свет, ќе ја прекинат нивната реинкарнација. Тие веруваат во реинкарнација, веруваат во живот после смртта. Тоа со друзите можам да ви го кажам подетално во некоја друга емисија. Бевме на границата со Газа, во еден кибуц кој се вика Кфар Аза. Кфар значи на хебрејски село, на 800-900 метри од Газа. Се слуша таму цело време звуци на бомби, на истрели. Понатаму бевме на местото каде што се одржувал фестивалот Нова Фести, каде што е извршен од терористите на Хамас невиден масакар, убиени се 378 млади луѓе. Тоа се тие места кои што можам така на почеток да ве ги споменам. Исто така и градот Здерот, кој што е формиран 60-тите години од евреи кои што се вратиле, се населиле во Израел, претежно од Африка, но во последно време се повеќе се населуваат таму евреи кои што се по потекло од просторите на поранешниот Советски Сојуз и од Источна Европа. Толку за почеток. Добар ден уште еднаш во емисијата Стадион. Денеска ќе имате можност околу 1 час интервју да слушнете за тоа како работат банките, што значи банкарството. Ќе имате можност да дознаете многу работи кои што не сте ги знаеле, ве интересирало да ги научите, да дознаете нешто повеќе, но не сте имале кого да прашате. Ние за сите овие теми разговаравме, ги прашувавме Емилија Спировска и Јованка Јолеска Поповска од Прокредит банка. Слушајте внимателно, многу работи ќе ви бидат корисни, како да управувате со вашите пари, како да изберете банка и дали се сите тие работи што се зборуваат јавно, вистините и околу каматите, и околу провизиите, зошто постои тој впечаток дека нема сиромав банкар, нема никој штрајкови во банките, сите тие прашања се поставени. Дали ќе паѓаат каматите, зошто цените на становите постојано на недвижностите растат, сите тие прашања се поставени, слушнете ги, одговорите на Емилија Спировска и на Јованка Јолеска Поповска од Прокредит банка. Стадион. Емисија за вашата вистина. Секојаш ме интересирало зошто луѓето одат во банкарство. Сум го имал одговорот и секојаш се потсетувам на тоа што татко ми велеше уште на времето кога бев в средна школа: учи да станеш банкар, да бидеш господин, дотеран, чист, до 2-3 сати после дома ќе тераш и фамилија и семејство, секој биде во ред. Зошто вие, колку години сте во банкарството? Зошто во банкарството влеговте? Или семено, или некој од друштвото влиел, и беше некој пример, или така требаше да биде и така се случи? Ако тргнеме од мене, во банкарството индиректно и директно веќе сум 30 години. Млада сум, 40 имам, ама... Значи, до 18 години сте работите. Да. Не. Како и да е, првата определба не беше банкарството за мене. Всушност, мојата прва работа беше екстерна ревизија. И тоа беше сосема спонтан оглас на кој апсолутно се јави, затоа што барав работа со завршен економски факултет. Екстерна ревизија, тоа е уште подосадно, или? Не, екстерна ревизија е интересна, во една од меѓународните ревизорски куќи работев. Ама е мачно, тоа треба се да пишува. Во крајот на 90-тите, негде до почетокот до основање на Прокредит банка. Меѓутоа, додека работев во екстерна ревизија, мојата специјалност беа банките. Значи, правев ревизија на банки. Така да во тој период... Тоа беше одскош на... Да.
Значи, тие 5-6 години, практично, кажи речи, 70% од бројот на банките кои постоја во тој период ги видов, влегов во нив. И снимивте, значи знаевте многу за нив. Знаев, да. Меѓутоа, не почнав да работам во ниедно од постоечките банки. Сега, зошто решив да се вработам во Прокредит? Затоа што Прокредит беше тоаш стартап. Беше 2003. Јас од екстерна ревизија. Нешто ново, точно. И бидејќи беше комплетно ново на пазарот, нешто што не е видено, малце и заради младоста и заради искуството. И заради платата, повисока беше платата? Не. Сметав дека со нова банка може да влијам, да направам некои промени и да направам нешто од почеток како да личи. Така да тоа поинаку од тоа што го снимавте, што го гледавте во ревизија. Да. И без да знам детали, нели, малце беше и авантура за мене, меѓутоа почнав заради тоа и останав во банката, еве целата моја кариера до сега повеќе од 20 години. Банкарите го напуштаат банкарството или само кои ќе одат во политика или? Има ли, да не ми текнува примери такви? Во Македонија повеќе, ајде да речам, кога ако сте во банка и стасате до врвот, вообичаено не се случуваат големи промени да напуштите банкарство. Банкарството се напушта најверојатно во некој период на кариерата кога се уште се прашуваш дали е таа правата професија и правиот избор. Меѓутоа, кога ќе навлезеш доста подлабоко, бидејќи како одиш во кариерата нагоре во банкарството и станува поинтересно затоа што колку си повисоко, многу повеќе стратешки работи размислуваш, како да ја унапредиш институцијата да оди напред. И работата станува умствено покомплексна и позахтевна. Така да, ако сакаш интелектуален предизвик, е добра позиција за да остане. Има професори, Канада има интересен пример со новиот премиер, бил банкар, бил на Централната банка во Англија, во Велика Британија. Добро, претпоставувам политиката и поголем предизвик за банкар. Спировска. Моја приказка, ја као студент бев на пракса во една од банки во Србија и тогаш се заљубив во банкарство. Што ме привлече, да, таа педантност, точност, има тај елемент, ама и беше доста комплексна работа, пошто работев на сектор за документарно работење, што е можда покомплексен дел во банкарство. Архивирање, како? Не архивирање, него тоа е директно везано со трговија. Значи, документација која прати меѓународна трговина и можност да се уопште случи меѓународна трговина. Тогаш во Србија се отвори прва инострана банка, Прокредит во Србија. Првата странска банка. Првата странска и во тај момент кога јас се вработив, банкарски сектор во Србија беше во распад. Ово беше германска банка, нешто ново, комбинација симпатии од студентски денови кон банкарство, нова германска компанија, пак синоним за нешто што е понапредно, поточно, После до италијанците, французите, другите германци, австрици. После ние бевме први, Прокредит беше прва и аплицирав и бев во стартна постава. После 2 години слушнав дека ќе се отвори банка во Македонија, пошто се тоа некако подудари со мои приватни планови за преселба во Македонија. Ја побарав трансфер, добив трансфер и фактички од почеток на операција во Македонија сум во Прокредит. А идејата која беше? Банка или нешто друго? Инженер, доктор? Имав, не, ја економски завршив и некако во економија, банкарство во тоа време, значи збориме пред 30 години. Да. Банкарство беше синоним за нешто што е најдобро во економија, за нас, студенти од економија. Симпатија кажав од аспект на пракса, меѓутоа кога почнав да работам во Прокредит, јас стварно се онда заљубив. Тоа беше веќе сериозна љубов. Зошто не толку од самата работа на банкар, колку од начина кој можеш тоа да го работиш. Оно што мене ми се допадна во Прокредит, уште на почеток и ден денес, после 25 години е се уште исто, тоа чувство да можеш да правиш нешто што е малце поинакво во однос на некое традиционално, мејнстрим банкарство. Да имаш можност, да имаш луксус, да оставиш некоја трага, да направиш нешто што е ново, поинакво и што ќе донесе некоја додадена вредност. А ние сите сакаме, нели, да кога се гледа што си направил во живот, да знаеш да си правил нешто добро. Сега да кажеш дека не живеете само од провизии, наплаќате
дека и ризикувате. Ке зборуваме за тоа подосна, каква е сликата за банкарите денеска? Промената ли во однос на тие 20-30 години наназад, па и социјализмот, кога, татко ми, така го прецепираше банкарскиот свет. Колку банкарите имаат пари? Вие сте виделе многу пари. И ви помниле низ рака. Имаат ли банкарите? Тоа е проклетство, предизвик, може и мамка да биде. Па добро, од аспект на дали се менува работа на банкари, да, нормално. Технологија, развој на технологија има влијание и текако во банкарство и некако оно што се бара од аспект и на образование и понатака некоја надоградба е све више насочено кон дигитализација, кон развој на технологија од една страна и од друга страна и од аспект на менаџирање, управување со ризици станува позахтевна и покомплексна. Така да станува потешка, ајде. Бара повеќе да се инвестира во знаење, повеќе да се чита, повеќе да се едуцира човек кој сака нели да напредува во своја работа. Така да и дале она работа во банкарство е атрактивна сама по себе, некако има се уште тоа од минатото, таа некоја аура на атрактивна работа, али е дефинитивно покомплексна, позахтевна и чини ми се помалце атрактивна меѓу млади сега него што беше пред 20-30 години. Ако некогаш беше сон да работиш во банка, сега тоа е окей. Работа. Заради платите, заради тешката работа, заради ризикот? Па не, други индустрии преземаа примат. IT е нешто што сега ги влече млади. Попаска, околу промените, околу имиджот на банкарите пред и сега? Па, предпоставам од аспект на... И парите. Од аспект на... Ајде, јас како сум ги гледала банкарите пред 20-30 години. При тоа, да, татко ми исто работел во банка, починате. Меѓутоа работел во една од локалните големи банки. Тоа што го спомена ти точно секој утро, нели, избричен, дотерен, со кравата, пастрен, да, спастрен. Меѓутоа, ако тој ми бил, да речам, примерот за како изгледа банкар, дали било, за мене било најправилниот модел, дали биле сите такви, не знам, меѓутоа прецизен, точен, аналитичен, чесен и одговорен. Мислам дека овие карактеристики, дали тогаш или сега, ако сакаш да си одговорен професионалец, каде и да си, во банкарството особено, треба да се истите карактеристики. Така да, може би комплексноста на работата се менува и се адаптира на промените генерално во светот, меѓутоа некои основни вредности би требало да бидат истите како што биле и пред 20 и пред 30 години, дури и повеќе изразени во ова време не време. И за двете банкерки, колкава сума најголема имате видено по минути? Како ревизори, како банкер? 5 милиони, 10 милиарда? Видете, ние нормално е дека во банката работи со пари. И дигитални, многу повеќе сега дигитални. Меѓутоа, парите ние ги гледаме како бизнис. Значи, не ги гледаме воопшто како пари, како обичен човек што би ги гледал. Ние гледаме и се радуваме колку повеќе растат прометите во банката, растат депозитите, растат кредитите, расте вкупната актива на банката. Тоа значи дека банката е успешна и се развива. Рачунајте дека за нас парите во банката се исто како лебот за пекарот или автомобилот за дилерот на автомобили. Така ги гледаме и тоа е најпрофесионалниот начин како треба да се гледат. Видиме директни прашања за да може и граѓаните да добијат некоја информација, некој совет. Почнеме со тоа што е актуелно. Недвижнини. Цените се неверојатно пораснати во Скопје, на пример, според последните информации во центарот, строгиот центар, има станови каде што квадрат чини над 3.500 евра. Не знам каде е границата, од друга страна пак има многу празни станови, пописот го покажа тоа, многу не вселени станови. Кој е одговорот од банкарите? Кој е објаснувањето? Зошто толку растат цените на становите? А еве, на пример, од друга страна, цените на кредитите стагнираат. Исто така и на деловниот простор. Кој за секоја роба, така и за станови. Тоа е прашање на побарувачка и понуда.
Станови точно имат експлозија. Нема пари, ама прашуваат кој купува, граѓаните така, кој ги купуваат тие станови? Купуваат, граѓани купуваат. Зошто купуваат, тоа е друго прашање. Зошто купуваат? И спомнавте и попис. Мислим да беше цифра негде око 300.000 станови станови кои не се живее. Значи се станови кои се купени или со идеја да се сутра рентат, или со идеја дајде тамо ставим своји пари. Не сакам да штедим, не сакам да чувам пари дома, ќе ги склоним во недвижноста за да им сачувам вредност. Ама финански консултанти ќе ви кажат не е баш тоа најпаметна идеја за вложување во поглед на растот на... Па тоа е тај зачаран круг, затоа што колку год се иде кон таа инвестиција, ајде да склоним пари во станови, тогаш е нереално, се диже цена на станови и може да се креира одреден, бабл на нереална. Тоа е еден аспект. Значи, зголемена побарувачка затоа што граѓаните гледат опција за некоја сигурност, за заштеда на вредност на парите. А од друга страна, факт е и да имавме инфлација и да се качени и трошоци. Сега оно што е интересно, трошоци во градежништво во период 22-3 се качи негде има пик 35 до 40%. Значи во период на инфлација. Материјали, работна рака. Работна рака, бетон, железо, за да тај индекс на пораст на цена на трошоци во 24-та биде на 25%. А ние имаме податоци некои да се за период од 4 години, од 21 до 24 цени во Скопје на станови по квадрат качени 65 до 80% во зависност од извор. Така да, та разлика изнад ови 25% е нешто што е под влијание на преголема побарувачка. Што ќе им советувате на граѓаните да вложат во стан, затоа што станот ќе го купат поевтино, ама после тоа ќе го продадат, а сакат друг да купат поголем, иста цена ќе треба да ја платат. Што ќе ги советувате да штедат, да купуваат станови, да инвестираат во акции, обврзници, криптовалути, да се купуваат девизи и да се купува злато? Веќе која начнавме оваа тема. Да. Во што и да инвестираат, односно во што и да решат да штедат, е битно да се добро информирани. Точно овие прашања што ги покриваме. Ако ги вложам парите во акции, кои ми се добивките, ама кои може да ми се загубите. Да. Исто и со недвижноста. Дали ми е планирана да ми остане како наследство за идни генерации, па не е битно по која цена го купувам сега. Ако планирам да го рентам, тогаш компарацијата е од кирија, тој стан треба да се исплати во некои стандардни пазарни економии 15 на години. Ние сега ако направиме математика, ни за 50 години не можете преку рента да го... Да, со овие цени. Значи, тогаш не е правиот бизнес. Да си, со киријата ќе си ја плаќам ратата, така некако. Да. Така да, многу е битно, значи, што им е целта, дали е долгорочно штедење или е заради да заработат брзо пари, значи или е шпекулативно, тогаш може да инвестираат во акции, во криптовалути и така натаму. И третото, по мене, каде и да решат, на крајот на криштата секој самостојно си решава за своите собствени средства, добро е да си се распрашат и да соберат соодветни информации. Идеално е, ако имаат на располагање некоја поголема сума на пари, да си направат и диверсификација. Дели да штедам во банка, дели да инвестирам можеби во акции доколку сакам побрза заработка, тоа би било идеално. Оно што јас би додала, едно е секој индивидуа си носи одлука врз база на информации, вие купувате станови, вие купувате акции, што јас штедим Ние штедиме во банка, да. Сега, тоа е она друга битна перспектива. Значи, едно е моје лично што су ми планови за еднина, а друго да гледаме малце и некој општествен аспект. Пари однесени во банка се мултиплицираат во економија. Пари склонети во злато, во некој трезор, немат позитивно влијание на економски движења. Во земја каква сме, во економија каква сме, мислим да е како битно да пари се чуват во банки за да може да се вратат во економија. Ама консултанти ќе ви кажат подобро во акции, таму повеќе ќе остварите отколку што ќе добиете каматите. Многу се ниски каматите за штедење. Ризици постојат. Сега зборувавте, берзите паѓаат, тоа е некој пат не можеме да влијаеме, да.
Мислам, секогаш ризик и профит идат рака под рака. Ако некој сака да заработува врз база на своја штедња повеќе, треба да е спремен на поголем ризик преземање. Ако не сака да ризикува, а сепак сака да има некоја додадена вредност на своји пари и да при тоа помогне во економија, најдобро е во банка. Како се движи економијата последните години? Низ банкарска призма, структурата на вашето работење, што покажува од аспект на штедење, кредитирање, инвестиции, во кој обем се инвестира, во какви насоки, зашто бараат пари бизнисмените, за кои бизниси или како порано за плати? Па, во последни неколку години отприлike исти си некои стапки на раст и на кредити кај компании, на кредити во домаќинство. Значи тука се негде измеѓу 8 до 10% годишни раст. Лани 24-та има нешто повисока стапка на раст. Значи има некој, ајде да кажем, нагорен тренд на инвестирање. А ако збориме за компании, оно што беше некој двигател секако е повисока цена на енергенси. Оно што гледаме као нов тренд после неколку години е инвестирање во фотоволтаични централи, значи не само големи проекти, него и секоја компанија која има некој деловен простор ставља панели. Станат автономни енергетски. Да, точно така. Нормално традиционално замена на опрема, машински парк, возни парк, градежништво, значи нема некој, ајде да кажем, по инакви трендови. Кај домаќинства, стамбени кредити, зборавме сега за зголемена побарувачка и нешто што е традиционално задолжување на минусна тековна, картички кредитни, доста е, ајде да кажем, константен, без некој, нови и поинакви трендови. Вчера бев на една конференција, панел, се зборуваше инженерите. Зборува и беше присутна госпоѓа од информатичкиот сектор и ми кажа дека во Македонија во моментот има околу 2000 IT компании кои што годишно прават обрт, турновер прават околу 1,5 милиарда. Огромен процент од тој приход се извезува. Тоа се неверојатни бројки. Информатичарите тие компании бараат кредит или не, они доволно ги дадат пари. Не. Тоа се доста ликвидни компании, бидејќи кој што кажавте, најголем дел од нивната работа е извоз, е чист извоз. Всушност тие работат за странски пазари, претежно американскиот пазар, европскиот пазар. И многу интересно беше, нема царини кај тие производи, нема камиони, нема ништо. Да, па извоз на ум. Извоз на знаење и на уме. Меѓутоа, во главном тие фирми, барем некои од ние што сме ги виделе и што сме ги запознале, дефинитивно имаат солидни обрти, добра ликвидност и во главном може да се јават повеќе како штедачи во банките отколку како баратели на кредити. Ако збориме од аспект на банкари, IT компании, процват на IT компании во Македонија нас не направија проблем затоа што видовме некои наши луѓе кои отидоа во IT компании. Ви зема кадар. Се конкуренција за кадар. Али ако збориме на ниво на економија, во Македонија е добар тренд, затоа што не земат они кредити, меѓутоа земат посо и носат долари и евра во Македонија. Вработуваат млади луѓе со високи плати, тие пари се трошат во Македонија, рентат деловен простор, некој купува деловен простор, значи ние имаме сепак приток на девизни приливи од странство. И тоа е добар тренд. Едукација на тие млади. Оно исто што го гледаме, што е интересно као тренд, значи тие компании, углавном се тоа интернационални компании кои ангажираат наши луѓе, кои се уште и со добри плати поевтини него да ги земат од Германија или Франција. Меѓутоа и едно пренесување на корпоративна култура, на инвестирање пак во надоградба, јазици, значи све тоа има позитивно влијание и тоа е добар тренд што се случува во Македонија и Боже да има уште повеќе. Малку критика. Сигурно сте го слушнале тоа во јавноста. Сите сме запнале на маркетите, антикризни мерки, галопирањето на цените. Маркетите работат за минимални маржи, профитните маржи на банките се 100 пати поголеми од маржите на маркетите. Никој не смее да го спомене тоа, не смее да писнат новинарите, го купувате нивниот мир со реклами во медиумите. Значи, за банките и за нивните цени на услуги, трговците велат дека не е фер и дека јавноста неправедно целиот днев го истура на нив.
Дали е потребно, да не е потребно замрзнување на цените на услугите на банките? Јас не би се сложила со констатацијата. Има и такви, мислам дека законски решенија, дали и од левици, и од СДСМ во парламентот, ама никој не го става на дневен ред, некој да се плашат од банките. Не би се сложила со тоа заради тоа што, некои од работите дефинитивно се за подобра социјална грижа и за подобро општество, меѓутоа некои се и популистички работи, како и да е. Зошто не би ги ставила во исти кош цените на банкарските услови визави цените на продуктите што ги купуваме во маркетите? Пред се заради тоа што храната и продуктите што ги купуваме од маркетите се значителен дел од семејниот буџет. Колку е од семејниот буџет банкарската услуга месечно? 50-100 денари. Значи не е тек толкаво влијанието на... Слушнале, секој ќе ви рече, нема банка која е во загуба. И не треба да има банка во загуба. Банка во загуба значи утре пропадната банка и лошо за економија. Така да, исто така... Или нема банка која што не прави голем профит. Да демистифицираме што е голем профит. Значи, зошто постојано се обрнува внимание на банките и големите профити? Затоа што банките ги објавуваат профитите. Вие ги гледате профитите. Транспарентно. Сега, меѓутоа, едно нешто кое што треба да се земе во предвид. Профитот спореден со капиталот. Тоа е таа економска мерка, економски индикатор кој што е релативно споредлив, а тоа е поврат на капитал. Значи, повратот на капитал во Македонија, во банкарскиот сектор се движи негде од 15 до 25%. Што мислите, другите индустрии не прават толкави профитни маржи, маркетите не прават толкави профитни заработки како поврат од капиталот. Значи, кај банките има два аспекта. Едно, банките мора да се профитабилни, заради тоа што рековме, профитабилна банка значи банка која може долгорочно да постои и е стабилна, и мора да е стабилна затоа што спротивно нестабилен банкарски сектор значи лошо за економијата. Уште по да го соголам тоа, сте слушнале која беше баш таа тема интересна. Колку прават сите маркети профит, толку прави само една банка во држава. Да, ама колкав е капиталот на таа банка? Значи, затоа, ако се докажам, регулаторите, после големите кризи што се случија во Америка, особено во Европска Унија, регулаторите бараат големи капитали банките да држат, за да обезбедат сигурност и стабилност на постојање. А за да не се повтори тоа со Lehman Brothers? Да. А што значи тоа? Значи, една голема банка, за да генерира голем профит, позади нејзе треба да има и голем капитал. Вообичаено, од профитите банките што ги заработуваат, 1/3 оди за дивиденди, 2/3 ги задржуваат во капитал. Што значи, таа капитализација на банките им овозможува они да понатаму да продолжат да растат и да го зголемуваат работењето. Има представа и гледачи и слушателите. Колкав капитал најголемите банки, колку имате вие? Стои за само ние кои што сме капитализација, како се вика тоа? Да, ние што сме средна банка, значи шеста по големина, ние имаме 100 милиони евра капитал. Значи тоа се сериозни средства. Некој и тоа е реален капитал, пари, суви пари. Во фирмите или во некои индустрии капитал се рачуна машината која може би амортизирана, објектот кој може би амортизиран. Кај банките нонстоп се додараваат суви пари во капитал. Така да тука е, да речам, разликата. Еден начин на гледање нешта е административни мерки, замрзнување на цени, нели контрола на некој либерални капитализам. Меѓутоа, оно што е најбитно е да има транспарентност. Ако вие имате регулатива која кажува да секоја банка мора да излиста сите своји провизии, ако сака да направи промена на провизија, мора 2 месеци однапред да ја најави, што дава доволно простор за некој кој работи со таа банка да ја смени, и имате исто однесување во било која друга индустрија. Иницијатива да сите маркети морат да ги изложат своји цени. Ја онда, ако имам доволно време, ќе видим, А, Б, С купувам тамо, Ф, Д, Е купувам вамо. У ова банка користам штедни влог, во ова банка ќе користим картичка, во она банка ќе примам плата. Не е административна мерка единствен начин за контрола на нерационални профити. Транспарентност, колко те наплаќам, и јасност во структура. Има ли граници кај тоа? Например, регулатор не има за цените на енергенците. Кај вас има ли од до
За да може или пуштено е на пазарот? Например, проверка на сметка, толку. Има ли од до некоја Народна банка, некоја процедура, некој правилник? Пуштено е на пазар, меѓутоа нема административна мерка за лимитирање. Меѓутоа, секоја банка треба да обезбеди соодветни процедури, методологии по кои формира своји цени. Мора да се објавуваат и мора да се споделуваат со Народна банка. Така да, иако не е административно регулирано, суштински, методолошки, формирање на цени и нивно објавување е регулирано. И тука доаѓаме до момент, ако сакаме стварно да бидеме рационални као потрошувачи, дал купувам стан, дал купувам леба или купувам картичка, треба да се информирам. И мислам да е многу клучно да се работи на едукација и од друга страна сите ние што нудиме било каков производ или услуга, да сме ние дисциплинирани во транспарентност на објавување на цени. Нема подобар механизам за регулација на цени од слободен пазар. Под предпоставка да е информација транспарентна и целосна. Стадион. Емисија за вашата вистина. Слушате канал 77, го слушате Стадион. Ја слушате емисијата Стадион. Го слушате интервјуто со Јованка Јолеска Поповска и Емилија Спировска од Прокредит банка. Има уште еден дел. Реков, слушате внимателно, ќе научите многу работи кои што ќе ви помогнат како подобро да управувате со вашите пари. Еви некои наслови кои што мислам дека се интересни пред да продолжиме со интервјуто и да ве подсетам дека можете да се јавувате на 032-397 707 397 727 локал 104. Повторувам 032-397 707 397 727 локал 104, но тоа после интервјуто кое што ви го споменав. Трамп планира да ги зголеми царините за челик и алуминиум на 50%. Денеска се полага државна матура. Министерката Јаневска очекува пообјективни резултати во однос на минатите години. Што значи тоа пообјективни? Не значи подобри. Пообјективни значи дека изминатите години може би се мамело, па сега пообјективните резултати може би ќе покажат пониско, полошо знаење на оние кои што полагаат матура. Болката одново ќе се излие на Кочанските улици. Родителите на загинатите и денеска на улиците на протести. Расте евроскептицизмот во земјите што се предмет на европските ултиматуми. Се разбира, тоа важи пред се за Македонија. Пензиите во Европа ке нас на оние, поготово што се тука некаде моја возраст, косата им се крева на глава кога ќе слушнат дека се планирани. Тоа како тема беше актуелно неколку пати изминатите години. Се планира да се зголеми границата за пензионирање од 64 сега за мажите на 67 во Данска, почнувајќи од 2040 година. Значи пензиите во Европа колку долго ќе мора да работиме. Во некои земји има веќе 67 години, мислам дека е во Италија. Во 2040 година во Данска данците значи ќе се пензионираат дури на 70 години. Тоа се некои наслови кои што се интересни. Продолжуваме со интервјуто Јованка Јолеска Поповска и Емилија Спировска. Стадион. Емисија за вашата вистина. Минималната плата треба ли да биде 500, 600 евра, 1000 евра, колку треба да биде? Не сум слушнал никогаш како размислуваат банкарите. Па ево сега ако кога се расправа во јавноста, а таа расправа е веќе година, две. Постојано е континуирана, е актуелна. Ако збориме од социјален аспект, секако да е добро, нели? Меѓутоа, не може социјална политика да оди без економска политика рака под рака. Зголемување на минимална плата секако е добродојдена, меѓутоа ако не е пратена со зголемена продуктивност, онда навеќе последниот некој економски циклус прави проблемот и може да сечете гранка на која седите. Имаме индустрии кои се радно интензивни, где во вкупна структура на трошаци, најголем дел од трошаци на една компанија одат на плати на вработени.
И сега замислите компанија која има некоја заработка 10% и 70% од сите трошици одат на плати, се зголеми и поеде профит и таа компанија понатака не може нити да расте, а прашање дали може и да опстане. Така да, доколку е пратено со зголемена продуктивност. Не сум слушнал колку е кај вас минималната плата, или вие не баратате со тој, не оперирате со тој термин минимална плата. Не сум слушнал да штрекуваат банкари до сега. Си задоволни се од платите? Најверојатно да. Нема такви појави, не сме видела. Видете, во Македонија всушност повеќето од банките всушност сите банки се приватни ентитети. И секој се обидува да си најде работна сила. И ние, и банките, можеби не толку во иднина, меѓутоа исто банкарството е се уште трудоинтензивно. Значи вработува доста вработени. И во последниве неколку години и банките се соочуваат со она што го каже Емилија, нема толков интерес на млади да влегуваат и да почнуваат да работат во банка. Што значи, ние исто така ги адаптираме платите, за да може да привлечеме работна сила и под услов на тоа што и ги обучуваме и ги учиме од почеток и така натаму. Така да, пазарот на труд во Македонија е поприлично сменет во последните неколку години. Можам ли да кажам дека просекот на платите во банкарството е над просекот во државата од 43 или 44 колку е сега? Кај новинарите е многу лошо. 70% се под просекот. Па најверојатно, сигурно просекот го има во банкарството. Можда и на тоа. Не знам, не ги знам тие податоци. Меѓутоа, да. Просек сигурно е. Многу реакции има за провизиите. Постојано се качуваат нови давачки кај услугите во банкарството. Од одржување на сметки, уплати, проверка на сметка на банкомат 30 дена. Тоа мене не ми е јасно. Ај на шалтер имате вработен, треба да го платите, да ме натерате да отидам на банкомат. А банкоматот е машина, зашто и на проверка на сметка на банкомат се наплаќаат 30 дена? Тоа што го кажа Емилија претходно, значи цените си ги дефинираат банките самостојно. Доколку е јавно објавено, на крајот на краиштата, ја прифаќаш таа цена и ја правиш таа услуга или не. Зошто банките ги воведуваат тие цени? Заради тоа што и банкоматот чини пари. Односно, за да банките го напуштат ова што бил претходно трудоинтензивен процес, значи многу вработени шалтери, самата дигитализација подразбира да инвестираме доста во софтвери, во дигитализација и во машини кои не се ефтини. Значи и тие машини исто така не траат перманентно. Значи тие треба да се обновуваат, идат нови генерации, се амортизираат. Така да најверојатно некоја банка, ако е тоа некоја објава скорешна, си пресметала дека не се исплати ако не наплаќа за користење на банкоматите. Чудни сметка имам јас во банка, за да извадам пари. Ај може да го разберам тоа, треба да се истфрли кешот од Оптек. 100 денари да извадам, 200 денари ми наплаќа провизија. 100.000 денари, исто така 200 денари, над 100.000 повеќе. За уплата на одредени услуги, например, нешто за во образованието, по 100, колку, 150 денари, сад ке треба од цело одделение, например, за некои давачки во училиште, да се соберат сите деца на едно место да ги уплатат, за да не плаќаат сите по 100 денари 30 деца. Тоа може ли поинако? Зошто се толку високи тие? Оно што е, мислим пак, мора се навратим, не може да ги анализираме, нели, например, треба да се види секоја банка како формира цени. Меѓутоа, оно што се трендови, видливи, е да има намалување на цени за провизии и ево сега, рецимо, оно што е интересно е да Македонија влегува во СЕПА систем. Бар тие провизии што се везани за платен промет со странство и за физички лица и за компании ќе се намалат. За девизното работи. Да, за девизно. Пак ќе кажем, транспарентност и обврска на банки да објавуваат своји цени. Фала Богу и социјални мрежи и луѓе кои комуницират меѓусобно. Еден корективни механизам. Ако некоја цена е над пазар и нереално висока, пазар и комуникација е механизам која ќе ја коригира. Да не се договарате вие банките меѓу себе? Имате асоцијација, имате картелско здружување, како се вика. Асоцијација... Има комисија за заштита од конкуренцијата, треба да... Работа нема, криминал. И то не. Колку се писмени граѓаните финансиски? Потребни ли се
одредени емисии, обуки, вие почесто да комуницирате, да излегувате во јавноста. Чи не само за граѓаните, и за бизнисмените. Па никој пат не е доволно, нели, од аспект на дополнителна едукација. Од аспект на писменост, нели, можеби е прегруп зборот да кажеме дека не се финансиски писмени, напротив, повеќе од аспект на доедуцирање и или до разглобување на терминологиите, разбирање како да споредам ценовник на банка, можеби и треба многу повеќе и треба во порани години. Значи, од кога се деца, уште во училиште да се зборуваат, за да децата се подготвени што е камата, што е... Не можеме да се сетам, учат прега нешто за банки. Се учат ли деца денеска во учебниците, пишува ли некаде нешто за банки? Моје дете сега е 600, до сега нема сретното. Ништо да... Во време зборуваме за историја, за исто така битни работи. Тоа се практични работи кои треба да ги... Да. Што е камата, што е интерес. Точно. Не разбираат. Јас, на син ми му викам, имаш парички, джепарац од каматата од твојот депозит. Тој вика, што е тоа? Ја инвеститор сум во банка, што сум јас? Значи, нели, такви основни работи треба да бидат едуцирани. Другото, нешто кое што спомнавте во делот на бизнисите. Кај бизнисите, дефинитивно тие се финансиски писмени. Бизнисмените се финансиски писмени, бидејќи за да можеш да имаш своја компанија и да работиш и да обстоиш, мора да си финансиски писмен. Меѓутоа, она што ние го забележуваме годиниве наназад, бидејќи сме повеќе насочени кон мали и средни предпријатија, забележуваме една тенденција кај што има некоја стагнација на знаењето на како се управуваат фирмите, како се применуваат некои корпоративни практики што одат напред во светот. И мислам дека тука, во некои земји, во Западен Балкан, во соседните земји, дури државата, владите, субвенционираат одредени тренинзи за да ги унапредат знаењата на малите и средните предпријатија, бидејќи не секој мал предприемач има доволно средства да уплати негде обука, тренинг и така натаму. Така да и како треба таа дообука за да можат, нели, и да парираат ако одиме према надвор, извезуваме и така натаму, но дури и за поефикасно менеджирање на фирмите. Можете да се здружите, коморите, банкарската асоциација да направите нешто. Да, ние и вие имате обучен центар, имате, може. Имаме, ние всушност и правиме една бизнис академија и точно од тука ни тргна идејата, која е бесплатна и е достапна за мали и средни предпријатија, каде ангажираме ние тренери и интересни се впечатлоците, дури искусни собственици на бизнис викаат, да, точно ја го правам, ама не знам дека точно така треба да се структурира, така да се така да мислам дека таква дообука и така како е неопходна. Стадион, емисија за вашата вистина. Вистина е дека многу кредити краткорочни потрошувачки завршуваат во казина, кладилници, на коцка. Па сме чуле доста такви приказки, сме прочитале доста приказки, најверојатно дел завршуваат. Со оглед на тоа што потрошувачките кредити, нели, не секој пат контролирано се даваат, односно се даваат слободно, парите на сметка и како ги користи корисникот е негово право. Меѓутоа, зошто е тоа така кај нас? Јас би ставила повеќе акцент на тоа од каде доаѓа да ги давам парите во гладилница и во казино. Од каде доаѓа тој, како се вика, искушението. Поривот. Па доаѓа заради тоа што премногу е достапно, така премногу е видливо, на секој чекор. И кажував на Емилија, предизвестно... Вие согласувате со тие анализи и предлози да се дислоцираат, да бидат подалеку од училишта? Како не. Важи и за брзите кредити, ај кажете го тоа. Бев пред известно време во посета на Молдавија. Молдавија е држава која не е ништо побогата од Македонија. Главниот град е Кишињев. Нити е инфраструктурно поубав, нити е не знам што направено таму. Верувајте, се чувствував многу убаво кога бев таму. Зошто? И си мислев, што е тоа што е различно од Скопје? Прво беше супер чист градот, ако не беше најубави згради, и второ, ја нигде не видов ни кладилница, ни казино. Тоа значи нешто. Сега, нели, тоа се, предпоставам, големи притисоци на страната на владата, предпоставам тоа се и големи заработки. Големи обрати, да. Меѓутоа, од друга страна, ако зборуваме за здраво општество, мислам дека е нешто на кое што треба да се размислува посериозно. Дали ова важи и за брзите кредити?
што го рековте, да бидат дислоцирани, да не бидат толку лесно достапни. Не сте вие многу како банки срекни со брзите кредити. Ме чуди зашто не се прилагодите со слишти брзи понуди или не инсистирате повеќе, а влијателни сте и во власта и во политиката, да се донесат законски решенија кои што ќе понудат подсврсти критериуми, подсврсти правила. Па знаете како брзи кредити, збор е везен само за брзина на издавање на кредити. Меѓутоа, оно што е многу поопасно е начин на кој се носат одлуки, односно одобруваат тие кредити. Банки од своја страна може да бидат брзи по услужување на своите Тоа се клиенти. деривати, еве се пошегуваме. Вие давате кредит, не може да го вратам, одам и они ми дават за да го вратам вашиот кредит. Сега Не, симплифицираме, ама тоа веќе е То веќе да, може да На се запад случи као, гледам повеќе. као појава, меѓутоа не е системски, не е нешто што банки комерцијални го сакат. Знаете како, ви може да имате клиент кој работи со вас 5, 10, 15 години и после некој момент почне да се задолжува со брзи кредити, ви го губите као клиент. Тотално е наруша негова и платежна способност и све. Банки треба да бидат конкуренти од аспект на брзина на услуга. Меѓутоа, од аспект на критериуми и одговорност кон исплата на кредити, ние сме пред се регулирани со Народна банка, што институции за брзи кредити не се. И од второ, ние знаеме што правиме. Значи, лош пласман се враќа ко бумеранг утре на банка. Бизнес модел во кој вие наплачате превисоки каматни стапки за да покриете големи загуби од ненаплата е нешто што за нити општество економски, нити социјално е здраво. Унгарските кредити да ги опфатиме. Прифативте по интервенција на владата, да не кажем притисок, делно ризикот да го превземете. Помали провизии. Каков е интересот? Бизнесмените велат дека е добро тоа што се зема кредит кој што ќе се инвестира во стопанството, меѓутоа соодносот 50-50 не им се допаѓа. Тие велат дека 70 до 80% требало да се даде во стопанството, во бизнисот, затоа што они ќе направат обрат, додадена вредност, а 20 или 30% најмногу да се даде на локалната самоуправа. Па, унгарските кредити беа добар поттик, да речам, на развојот на првиот квартал, барем кај нас во банката. Тоа што имавме право да го дедицираме, веќе е комплетно дедицирано и воглавно отиде за нашите постоечки клиенти, како дел од поддршка на нивните инвестиции. Да, креираше, да речам, позитивна атмосфера меѓу бизнисите, даде поттик за да се ослободат и да инвестираат, затоа што во комбинација на тој кредит со директен банкарски кредит, практично цената просечна им доаѓаше пониско, иначе што можеше банка како просечна цена да даде. Така да, кај нас, од наша страна, се е испласирано. Сега, прашањето е, до крајот на годината, најверојатно не се сите испласирани од сите банки, дали тие ќе бидат екстра над инаку редовното кредитирање што се случува во текот на годината, или ќе заменат дел од тоа кредитирање што се случува. Доколку се екстра, тогаш го постигнале ефектот. Значи, како да сам дека може да влијае на банкарското работење? Не, значи на во банкарското работење инвестиционата клима. Кредитирањето на банките према фирмите расте секоја година. 5 до 10% зависи од година во година. Сега, ако годинава, да речеме, кредитирањето према фирми пораснало 15%, тоа ќе значи дека унгарските кредити навистина додале вредност, затоа што зголемиле обем на кредитирање вкупно, што предпоставува се зголемиле инвестиции. Зашто најмногу бара, за кои области, за кои бизнеси и какви нема да влезете во загуба, ги намалија провизиите, како ќе го алтернирате тоа? Се бара пред се за инвестиции во основни средства, пошто така е дефиниран као услов, замена или докупување, проширување на опрема, возни парк и деловни објекти. Тоа е нешто што се бара. Да сме во загуба. Па маргина која ја имаме не
не е маргина со која може да се работи, меѓутоа пак станува збор за клиенти со кои ние имаме дугогодишна соработка, така да и не може да мериме ефект од една трансакција. Станува збор за нешто што е дел од комплетна соработка и е некои 20 на милиони кои пласиравме ние ова година, така да ајде. Не е нешто што може да го мериме исклучиво кроз ефект на наша маргина. Оно што го спомна Јованка, ако ово стварно креира, а гледаме дека и некои клиенти забрзало одлука за инвестиција, значи да немаше овај унгарски кредит, може да ќе чека уште 2, 3, 4 години да направат некоја инвестиција. Сега ги таа ефект акселератор. Акселератор, точно, е добар ефект за економија. Така да, можда краткорочно немаме некоја маргина со тие кредити, меѓутоа среднорочно, дугорочно е био добар потек. Да поврзаме општествената одговорност и борбата против корупцијата. Одговорен банкар е флоскула, оксиморон. Тие се одговорни само кон себе и собствениот профит пред се. Како ќе ме демантират? Па јас не би ве демантирала. Во право сте дека сме одговорни за банката и за профитот. Апропо она што го зборувавме претходно. Ако ние не сме одговорни за нашата работа и за профитот на банката, тогаш осудени сме да креираме банка која ќе прави загуби и утре може да пропадне. Така да, од тој аспект граѓаните ќе апсолутно. бидат оштетени. Банките работат со туѓи Сака да пари. кажете, ако бидете одговорни према себе, одговорни сте и према другите. Апсолутно. Одговорни сме за банката према себе и нормално мора да правиме профит, затоа што располагаме со туѓи пари. Ние работиме со парите со депозитите на граѓаните. Така да, ако не ги оплодуваме и не создаваме профит, значи ние не домаќински работиме со тие пари. Така да, и како е битно да се креира профит во рамките на банкарството. Оксиморон не е профит и одговорност. Јас тоа би го демантирала. Профит може да иде рака под рака со одговорност. Оно што е проблем е кога трка за профит тотално го стави на страна прашање на одговорност. Значи, дали профит кој јас сакам да заработим, го по секоја цена остварувам и не ми е гајле што последици моја трка по профит ке има кон општество, кон животна средина, моите вработени, моите бизнис партнери, така да профит и одговорност можат да идат рака под рака. Опасно е ако профит нема никаква контрола. Чи желја и целта за максимирање на профит нема контрола. Тоа е опасно. Трагедијата во Кочани покажа дека неодговорноста, небрежноста, невниманието, корупцијата беа кобни за животите на 62 млади момчиња и девојки. Масовно убиство, како што го нарекуваат родителите и роднините на жртвите. Се кажа државните институции, но прстот, вината се посочува и кон приватниот бизнис, личната етика и одговорност. Како собственикот, например, на дискотеката лесно добива кредит за внатрешно реновирање, без да се обрне внимание на безбедноста, огноотпорни материјали, излезите кои ги затворил, направил се паре и така натаму. Можете ли тоа да ми го објасните? Како може некој да добие кредит? Го следите ли вие како го потребува? Зашто го давате тој кредит? Го гледате ли објектот? Со сега се отвараат многу прашања. Ми се допагаше мене таа идеја, сите тие записници да се објават, да бидат јавни, како што, например, во Србија за Нови Сад несреќата се случи. Да, треба. Значи, сега ја пак не можам да зборим генерално за цела банкарска индустрија, можем да зборим оно што е наша пракса и наш пристап кон работа. Ние дозволи бараме. Значи, ние не може да дадеме кредит за дискотека ако она нема лиценца за дискотека. И не само имате два нивоа. Еден е ниво где ние бараме оно што закон го пропишува. Значи, ние мора да имаме оно што го бара закон да е чекирано. Меѓутоа, не е доволно секогаш. Поготово кај бизниси, кај индустрии кои може да имат висок ризик и негативно влијание дали на околина, дали на безбедност на луѓе. Значи, тоа се такозвани високоризични индустрии. Тамо, ние како банка не се ослањаме исклучиво на оно што го бара регулатор, инспекции, министарства. Ке ви зголемите каматите за ризикот го намалите. Не, веројатно нема да се работуваме ако тоа не е исполнето. Меѓутоа и
над тоа одиме во еден, малце подлабок пристап, посета, интервјуа, значи, терен излегувате? Терен излегуваме. Сега ќе ви дадем можда најубаво кроз пример да доловам. Ако збориме, ево рецимо, градежна фирма. Значи, експерти кои се занимаваат со ова дејност, значи тоа е заштита на животна средина и социјално окружување, прават проверка на лице место дали, каква е ситуација со транспорт на градежни материјали, отстранување на градежен отпад, безбедност на вработени, дали носат опрема, дали имат обуки, колико се инвестира во модернизација на опрема. Значи, тај вид на проверки ги правиме. Исто така гледаме дали била нека историја на инциденти, дали било повреди на работно место, дали не дај Боже било смртни случаеви. Значи, тоа е нешто што ние го правиме додатно и тоа е нешто што за нас е многу битен сигнал дали уопште сакаме соработка со некој клиент. Не е поента да се тоа наплати поскапо. Поента е дали сакаме таков клиент за соработник или не. Па кога давате кредити за изградба на згради, на станови, проверувате ли? Ако сте проверувале, например, во Карпош, градоначалникот Химовски каже дека од, не знам, бројката можеби не е точно со 100 згради, само една или две ги исполнуваат сите безбедносни Добро, не би сакала да коментирам услови во поглед на противпожарната заштита. Гледаме сите, пазите, значи ние не можеме да замениме инспекцијска работа, апсолутно не. Меѓутоа, не ни е доволно. Дали вие треба да барате сертификати од инвеститорите, гаранции, осигурувањето можеби ќе помогне? Осигурување не помага тука. Меѓутоа, лиценци, дозволи, ко врши надзор, какав е некој историски трак рекорд на градежна компанија, каква е негова репутација, какав е тим со кој работи, какви стручњаци има, колку се они искусни, дали има промена, турновер на работна сила и клучни луѓе во компанија. Значи, постојат некои индикатори кои се и надвор да ви дадат до знаење со кого си имате работа. Дават некој контекст со кого си имаме работа. И тука ние бираме со кого сакаме да си имаме работа. Меѓутоа, ја тука би додала, тоа е политика на нашата банка. Ние така работиме. Дали работат сите? Не знаеме, затоа што едно е, апропо баш велите, каде е одговорноста и на приватниот сектор, и на фирмите, и на банките, вакви работи да не се случуваат. Ако ние правиме такви проверки, тоа значи по дефолт потежок е влезот кај нас. И сега тој некој ќе каже, вие толку лиценци ми барате, во другата банка не ми бараат. Па ја ќе одам таму. Некој ќе рече го кочите бизнисот, динамиката. Тука е нели малци. А нели се споменуваше регулатор на гилотига на времето, можеби и тоа е дел од проблемот. Тука е и малци и свесноста и на тие што сме на највисоко ниво, каква сакаме да личи нашата фирма, корпорација, банка, какви вредности треба да имате дискрециони права или правила и само правила. Имаме политичарите има дискрециони. Може да те вработи, може затоа што убаво му изгледаш или добро зборуваш. Видете, во банка... Банкарството има, можам да му давам нови кредит. Во банка, во принцип, најдобро е сите работи да бидат регулирани по правила. Ако влезат, ние секој пат имаме дискреционо право, ама тоа дискреционо право, ако отстапува од правилото, треба добро да го аргументираш и да го објасниш. Ама не е премногу растегливо тоа. Не, и не треба да е. Така што, приватниот сектор не може да ги замени, да ја замени работата на институциите. На крајот на криштата сите плаќаме даноци за да тие институции си ја вршат. Ама може да помогне, вие имате увид и во сметките, и перењето пари, сето тоа може. Може да помогне и да ја подигне свесноста и генерално и на секој од нас, нели? Ако јас сум банкар и давам кредити, ако јас свесно ви дадам кредит вас, точно, и знам дека таму постојат ризици, дали по живот на вработени, или по, не знам, на вашите клиенти, или безбедност и така натаму. Значи, јас свесно имам вредност, мене не ми е гајле, ја немам никакво влијание тука. Значи, тука веќе навлегуваме во личната одговорност и нашите лични вредности и верувајте, тоа е нешто кое што поголемите компании, поголемите банки можат да го направат и да бидат мултипликатори, работејќи прво со своите вработени. Рековме, поголем број на вработени има во банките, тоа се високо едуцирани луѓе, често пати е и млад свет. Значи, ајде и од тука таа едукација да почне што е етички, што е добро, дека ова што го кажа Емилија, не секој пат
максималниот профит е најубавото нешто што може да ми се случи. Профит треба да има. Меѓутоа треба да има и да се чувствувам добро кога ќе излезам надвор од работа, дека сум направил нешто добро со мојата. А можете и вие доста или па има институциите имаат увид во сметките кој колку плата зема и ако му се појават амплитуди на сметките, амплитуди во имот. Вие може да помогнете и во проверката на имотната состојба. Цело време таа тема е може Доколку се бара од нас, да. Стол само можда овде едно, оти ова е клучно спомнавте Кочани и можда општество нам е во овој момент доста ранливо. Ама е и момент да се малце и дозовеме кон поголема свесност. Спомнавме профит, спомнавме одговорност и мислим да нам фали уште еден трет елемент, тоа е критичност. Значи, ние сите работиме во некое дадено обкружување со институции, со закони. Оно што е многу лошо е да се криеме позади закони и процедури. Нели? Ја во банка можем да кажем, па види добил градежна дозвола, не сум ја крива ако утре таа зграда се урне. Али шта јас можем да направим додатно во однос на работа на институција, да знам да сум направила некој чекор и да не се ослањам и да не се крием само позади институции. И то не е само во доме на банка, тоа е во доме на секоја компанија, на секој поединац. Едно се институции нивна работа, али јас као поединац, шта јас можем да направам, да сам и контролор на работа на таа институција и да сам критичар на работа на тие институции. Така да мислим да тоа е јако битно, да во едно општество, и тоа е нешто што ние го живееме секој ден, кроз наша работа, меѓутоа и кроз едукација, и дискусија, и со клиенти, и со вработени. Значи, мораш да бидеш непослушан граѓанин, во смисла на, не да не сакам да почитувам закони, али да сам критичар на оно што е друштвена реалност. И да дадем свој максимум, да тоа што го имаме денес, можем да го направим да ја утре уште подобро. Зошто не е активна или не го знаеме тоа банките, банкарската асоциација за помошта за донациите за Кочани Сапорт. Кочани е многу светл пример, ги објавија. Сметките веројатно ве прашале вас, односно ги прашале роднините на жртвите за да ги објават. Дали тука нешто помогнавте, планирате да помогнете? Банки поединечно веќе и дадоа средства и имаме, јас сега не сакам превише да зборувам, пошто нема да има да биде фер во име на банкарска асоциација, али има на ниво на банки. Соработувате со Сапорт Кочани и помогнавте? Да, ние као прокредит. Да. Меѓутоа сакам да кажем и на ниво на банкарски асоциација. Значи ние неколку банки имаме веќе сме во процес и е регистрирано и ќе уследи значајна финансиска помош везано за ситуација во Кочани и страдали. Не бих да превише зборувам, пошто ќе има званично известување во име на... Но има иницијатива. Да, али иницијатива и текако постои. Уште нешто сакам околу одговорност. Има институции, односно правни субјекти, има личности кои што општествено неприфатливо се однесуваат. Ајде да тргнеме од медиумите. Тајгер Вудс, да го знаем, голферот, која направи една глупост со сексуално напастување, наследство или несоодветно однесување, сите рекламери, целиот маркетинг се повлече кај него. Кај нас компаниите не го покажуваат тоа. Може да се сретнат реклами, зашто не внимаваат на својот имидж, реклами на многу моќни компании во медиуми кои што шират говор на омраза. Врзани со личности кои што не се однесуваат општествено прифатливо, кои што се насилници, кои што имат наратив секојаш на граница на говор на омраза, содржи многу навреди, клевети и така. Дали во таа насока треба? Мислам дека за издруженијата новинарите на Македонија нешто покрена во таа насока, ама некако тешко не оди. Па тоа е повторно, нели, пак рековме од аспект на личната свест наша, значи јас позади кого ќе застанам и чии вредности, дали тие вредности се кореспондираат со моите вредности од еден аспект, и друго е и свесности на компаниите, нели, спомнавме во неколку наврати, знаеме некои добри, солидни спортисти кои можеби се рол модели за млади деца, рекламираат кладилници. Што сакаат да кажат со тоа? Или некои
Исто така добри спортисти рекламираат брзи кредити, кои рековме пак завршуваат во некој. Да, мислам дека тука е и свесноста и на тој што прифаќа, значи мојот лик и моето дело да биде застапувано за некоја фирма која што можеби не е наетичка или која што прави појави и аномалии во општеството. Мислам, апсолутно е релевантно и секој треба да се преиспита повторно. Дали парите се само едно задоволство или нешто повеќе од тоа. Така да треба да, најверојатно како општество треба тука уште дискусии, уште да имаме, да ги дискутираме овие работи за да се подигне свесноста. Не можеме да го избегнеме да не го спомнеме Трамп, неговите тарифи. Како влијат тие на банкарството, таа војна со тарифите? Сега малку стивнува, еве се договорија со кинезите, меѓутоа во секој случај волатилни се финансиските текови, немирни, ранливи, берзите растат, се спуштаат. Како тоа влие на валутите, на банкарското работење, на штедењето, на инвестиционите циклуси? Најверојатно директно се уште не влие кај нас и можеби во овој регион, малку сме поизолирани од тие движења затоа што целиот овој југоисточна Европа или Западен Балкан повеќе ориентиран кон во релациите со Западна Европа, претежно и со Германија, но како и да е, создава неизвестност. Значи, да се живее и да се работи во една таква неизвестност, кај што не можеш да предвидиш утре што ќе се случи. Стресна состојба. Да. Така да, најверојатно директно нема моментално ефект, но индиректно сигурно ќе има влијание од аспект, ако се зголемат тие тарифи, дефинитивно тоа ќе повлече покачување на влезни цени. Може би повисока инфлација, инфлацијата повлекува повисоки каматни стапки, така да сето тоа може да влие макроекономски, но како и да е, она што го гледавме има од Виенски институт, една интересна анализа на макроекономските движења во минатите неколку години и после украинската криза, како се однесувал точно овој регион кај што припаѓаме ние, Југоисточна Европа, Западен Балкан. Она што беше интересно и што го обзервиравме, дури и тие, како think tank добар, велат она што се случува меѓу големите титани, нивото Америка, Кина и така натаму, Европска Унија, и не толку многу влијае се уште на овој регион, заради тоа што покажува некоја резистентност овој регион. Односно, овој регион, Југоисточна Европа и Западен Балкан, е помалце развиен и кај нас природно развојот, што и да се случува во околината, оди. Значи, ние сме тргнали од многу пониска база. Така да, Редовната точка е ниска. Така да, и се уште пазарот не е максимално... Овицот со кокошките една побегнала, пола производство паднало. Така да, ние не очекуваме дека на краток рок нешто драматично ќе се смени, но како и да е, неизвестноста и несигурноста ќе креира, најверојатно, кај бизнисите кои што се занимаваат со купување на роба од надвор, она што прво го забележавме, несигурноста колку ќе ми е мене давачката, подразбира, ај да купам ја поголема количина роба сега, додека сум сигурен, а тоа значи треба да врзат повеќе пари, да си намалат ликвидност, подолго време да ја продаваат таа роба. Така да, ќе помести некои текови, како што и помести после Украина и со енергетската криза. Значи да, им се врзаат доста пари, доста ликвидност во роба заради supply chain или добавувачкиот канал, а најверојатно такви влијанија ќе има, меѓутоа дека чуда ќе се случат, не, сепак. Се најавуваат намалување на каматите, тоа е известно е. Па, сите предвидувања, форкасти, оно што ние пратиме, да, укажуваат на некое понатамошно намалување, ништо значајно, ништа... За Македонија конкретно? Па, и Македонија, опет е врзана, не може да биде изолирана. Да, некое намалување понатака се очекува, меѓутоа пак ќе кажем, све опет е... Согласите дека каматите, особено за стратешки некои купувања, се уште се високи во Македонија? За стратешки купувања... Станови, средства, основни. Па не, видите, цени за стамбени кредити, тие се некако и најотпорни на флуктуации на цени на пазар, на каматни стапки од 3 до 4, тоа е некој распон во кој се Запад колку се 1-2% или таму порасте? Не, таму се многу повеќе флуктуират и пак
Ние видиме на наш пазар понуда со фиксни каматни стапки, така да тоа е нешто што исто така е добробит, бар знам колку ќе биде. Немаме швајцарци, кредити во швајцарци, значи некој Хрватска беше многу погодена со и Србија. Така да кај нас во Македонија е доста стабилен тај сегмент, конзервативан, предвидлив, така да нити некое движење навише или наниже може во голема мера да го помести. Диспразира. Да завршиме со дигитализацијата, со вештачката интелигенција. Што ќе работат банкарите? Секој биде, нема да има пари. Футуристички како изгледа банкарството, иднината на парите, или парите нема да постојат, немаат иднина, дигитална слобода, дигитал фридом. Многу работи сме прочитале, сме се изнаслушале. Се плашите ли вие за работните места од вештачката интелигенција? Не се плашиме за работните места. Ние, всушност, да речем, дигитализацијата, барем кај нас во банката, ја воведовме доста порано. Можда бевме и првите кои порадикално влегаа во таа дигитализација, сметајќи дека тоа ќе е иднината. Дека вештачката интелигенција ќе не замени сите и секаде, тоа исто така по мене некое претерување, не е реално и не би го очекувала. Факт е дека дигитализацијата ќе значи унапредување на услугата према крајниот корисник, што значи банките ќе се менуваат и веќе се менуваат од аспект на тоа како ги анализираат податоците. Таму ќе се користи вештачката интелигенција за како подобри продукти, услуги да развијам спрема потребите и трошењата на моите клиенти што им се. Значи, да ги адресирам соодветно. Понатаму, она што било класично, некој пат одобрување на кредит морам во банка да потпишам на рака апликација, па да ми обработат, па да ми вратат, па да дојдам, па да појдам. Веќе постојат многу развиени, софистицирани платформи кај што мобилно ќе биде банкарски шалтер, ќе биде мини банка, филијала. Точно. Така да тие работи, тоа е нешто што поскоро ќе дојде, значи внатре во банка artificial intelligence ќе се користи повеќе од аспект на анализирање и користење на податоците во подобар развој на продукти, а према крајните корисници развивање на апликации и платформи каде се помалце ќе се намали користење на хартија и повеќе кратно доаѓање во банките. Така да кешот ќе го има или ќе се изгуби веќе во Шведска, веќе банкомати нема да има потреба или ќе бидат банкоматите на говор, на мисла, на збор. Во овие простори кешот ќе го има се уште. Така да видите, ние и често патуваме Германија, германска банка сме. Кешот таму и така го има. Така да не е баш, нели, така е, кој што кажавте, футуристички така звучи, меѓутоа, да, кога ќе биде тоа за 20, за 30 години, можеме. Во наредните 10 години повеќе очекувањата се дека дигитализацијата ќе помогне само во забрзување на услугата и поквалитетна услуга према клиент. Не се плашите од криптовалутите, од биткоин, солани и така натаму, дека они ќе ве загрозат и дека централизираната моќ на банките, тој институционален пристап ќе се изгуби. Ова, знаете, за крај го прашав, затоа што Крис Павловски беше Македонија 2025 вчера, завчера имаше интервју на Сител, и тој спомена дека тука може Македонија. Трамп го форсира тоа со, а дури и негова валута крипто има. Тоа требало ние да го правиме. Добро, видете, за такво нешто претпоставам треба да имате инфраструктура и стратегија како држава. Значи тоа не е баш туку така едноставно за да го промените и да го смените. Не верувам дека и тоа нешто брзо ќе се случи кај нас, и нема некои премногу позитивни примери во светот, освен Ел Салвадор, кој што го знаеме дека беше прифатена криптовалутата. Меѓутоа, нели, треба да видиме што ќе покаже, дека се плашиме, не се плашиме. На крај краешта и банкарството е бизнис како и сите други бизниси кои со текот на времето се адаптира, осовременува и најверојатно некои работи нема да се прават во рамките на банкарството. На крајот на краиштата пред неколку години исто не прашува дали се плашите од финтек индустријата. Да. Финтек индустријата презема дел од банкарското работење, трансакциско работење, картично работење, меѓутоа на крајот на краиштата пак тие не се банки. Значи немаат лиценца за да соберат депозити, работат трансакции. Во поново време често пати се случува да веќе имате дури и синергија и заедништво меѓу финтек и банка, односно се спојуваат, па наоѓаат нешто, некој концепт што долгорочно ќе функционира. Така да теоретски да, има доста новини и најверојатно светот ќе оди, но нели,
зошто би се плашеле. На крајот на криштата живееме во интересни времиња и треба да ги прифатиме и ризиците, меѓутоа и удобностите што сите тие промени ќе ги носат. Ке бидат ли во право татковците на нашите внуци, правнуци, кои ќе зборат учи си за банкар или нема да има банкарство повеќе? Се ќе биде поинаку. Па еве, тргнете, предпоставам вие сте родител, што му кажувате на вашето дете, ако татко... Зборувам за... Да, ако сега еве наша генерација ги погледнеме родителите... Или машините ќе работат за нас, вештачката интелигенција, ние само ќе уживаме. Да. Социјална работа ќе... Последниве неколку години голем хајп се стави на IT. Значи, добар дел од нашите деца, еве и во Македонија, одат, учат за програмери, да, последните трендови се дека уште подобро вештачката интелигенција програмира, така да уште сега основните програмерски работи ги заменува ги алтернира. Да, ето вака, мислим, ај сега да не идеме во така малку да век, али од аспект на идина на банкарство, значи све оно што се технолошки трендови, напредок, автоматизација, дигитализација, вештачка интелигенција, финтекови. Значи банкарска индустрија ги користи, ги инкорпорира во свое работење и го користи за зголемена ефикасност. Меѓутоа, шта год работела вештачка интелигенција ја ствара човек. Значи, во банкарско работење, оно што е рутина, оно што е полесен дел од работа, да, ќе се автоматизира и ќе се преземе. Меѓутоа, советодавна улога, медијатор помеѓу бизнис заедница, економија, реален сектор, компании и домаќинства, становништво, ја игра банка. На кој начин и колку брзо и какви све инструменти, мобилна апликација или сутра некои смарт наочари, кои се канали ќе се менуват. Меѓутоа, суштинска улога на медијатор помеѓу реален сектор социјална димензија, директна комуникација. Не само социјална, економска роља на банка ќе остане. Значи, ние сме некој ко пари од илјадици джепови носи во економија. Тоа е основна, секогаш била и се уште ќе остане основна роља на банка. Значи, да пари ги ангажираме, ги собереме и ги ставиме во економија. Дали ќе бидат виртуелни, дали ќе бидат не битни. Во каква год форма и на кој год начин, ама основна функција ќе остане. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ја слушнавте Емилија Спировска и Јованка Јолеска Поповска. Верувам, не се надевам дека научивте многу повеќе за банкарството, за банките. Станавте малку повеќе финансиски писмени. Така, тоа беше послободен разговор, не беше класичен. Ние, знаете, имаме некој чувство, некој впечаток за банкарите, дека они си така строги, дека се официјални, дека со нив не можеш слободно да разговараш, мете. Но овие две господи покажуваат дека може да се разговара и поинаку и поедноставно. А да не се изгуби сепак тој впечаток на сериозност, на регулираност, на одговорност, затоа што работат со пари и тоа историјата го покажува. Не дај Боже да се чепне банкарскиот систем, тоа значи автоматски, без одложување, економска, финансиска и секаква криза. 032-3977-0739-7727, имаме уште 5-6 минути, ако имаме слушател да го пуштиме, доколку сака нешто да коментира. Ало, ве слушам, повелете. Режија, дали слушателот што беше толку упорен остава на линија или се откажа? Ве слушам, повелете. Guten Tag, Macedonija, wie geht es? Stole Naumov, едини водител, што е гост во своја емисија. Да, може и така. Ајде, повелете, слушавте ли? Поздрав од Динамарка, Копенхаген. Абе, рече нешто за Данска, што беше бе? Дека на 70 години ќе одат во пензија. Право си. Прв пат каде што не лажиш во емисијата. Цело време лажам, е? Прв пат е, кај што си, она, исправен. Ама, значи, убаво лажам, штом постојано се јавувате и ме слушате. Не може да ме лажиш, овие што
со интелигенција минус 50, што не може да играш Немојте да навредувате. Ако лажам, едноставно исклучете и не ме слушајте, што да ви кажам. Зошто дозволувате цело време да ве лажам? Слушај, јас те читам тебе и други како отворена книга. Добро, имате ли нешто околу банкарството, затоа што имаше еден слушател кој што инсистираше на тоа. Слушај сега. Ги замолувам режија да видат дали тој слушател го имаме на линија. Да. Повелете, имате ли вие нешто да кажете? Има. Има многу, аро. Има многу. Слушај, македонското банкарство најголем профит земат во Македонија. А кој го плаќа тој профит? Нормално овие муштерите. Така е? Така е. Но, може ли без банкарство? Што треба банкарството да не прави профит, да бидат во загуба? Не, тоа е нормално, ама треба она правилата да и прати. А да има тусул, значи. Исто треба да имате на комисија што и контролира банките. Па ја имаме Народна банка. Абе, треба една независна комисија да прати банките и пари што влегват, што излегват од државата. А тоа е појќе Ана Бла, поранешна удба треба тоа да го прави. Имаме финансиска полиција, имаме комисија за како беше тоа, агенција или дирекција за заштита од перење пари, против перење пари. Знам така има. Ама колку са ефикасни кога се сите корумпирани? Не може тоа. Добро, прашањето ти е околу Евростандард банка. Како покрај сите тие институции дозволиле да дојде во таква ситуација и да пропадне? Слушај, јас сум се што се вели, јас тоа него голтам, разбираш? Имаме кој го слушам Трифун, кој слушам од другата страна. Како се вели, Стандард банка. Туа без да има учесник таму од таа Евростат банка не може да се деси тоа што се деси. Трифон Костов цело време вели ја све направив. Тој беше мислава надзорен одбор. Да. Ако тој не ја прати банката редовно и често, може некој таму од работените да му ја уништат. Ако се фати за таква работа, ти мора да ја пратиш. Иначе ќе ти ја земат. Или ќе ти земат пари од банка. Добро. Слушај сега. Да. Во Данска, во банкарскиот свет, најголема банка е Данска банка. Што е чисто данска. А најголемата е Нордеа, таа е финска банка. Ама во цела Скандинавија оперира. И гледа што направи руската мафија. Ова данска банка имаше филијала во Естонија, во Талин. И руската мафија преку 1000 милиарди дански круни испере преку таа филијала во Естонија. И това директор, цела управен одбор, сите затвор влего. А ова комисијата што беше за тоа, за финансиона да прати што се работа. Тие, ако ова Централна банка на Русија допати му рекле, му се јавиле вамо во Данска. Пазете, што пре руска мафија преку она филијала, така гледа, има голем она тек на пари таму низ таа филијала. А овие не реагира. Па руската мафија 100% има купено нив да кутат, разбираш? Дека голема сума пари, ова не е играчка. Добро, благодарам, уште слушател. Добар ден, повелете. Ве слушам, дали вие ме слушате? Ве слушам, повелете. Што се случи се? Го снема слушателот? Пробајте уште еднаш, а јас во меѓувреме да ви кажам нешто повеќе за
Израел како провокација за наредните емисии кои ќе се посветиме подетално. За Ерусалим, што да ви кажам, тоа е секаде историја. Стариот град историја. Ете како археолошки локалитет е. Доволно да гледате, не мора никој ништо да ви кажу. Таму се менувале најразлични освојувачи, светови, крстоносци. Отоманската империја била таму. Кој не бил таму? Евреите. Сега го имаме на линија. Ајде да го слушнеме. Повелете. Сега ги имате на линија. Добар ден. Добар. Сакам да прашам, прво се извинувам, Сторе, во Израел дали има казина, ме интересира, не разбрав. Казина, коцкарници нема. А овие спортски обложувалници има, а казина нема. Тоа е забрането и одат да се коцкаат, како грците што доаѓаат кај нас. Одат да се коцкаат во Египет. Мислам дека има многу коцкарници на Синај. Ништо, гревот е грев. А дали е рекламирано рекламирање на коцкар, сигурно не е забрането. Колку што видов на телевизија, немаше реклами за казина, за коцкарници. А филмови со насилство, со швалерај? Па слободно, они се... Видете, Израел е интересен контраст. Таму 13,6%, некаде околу 1,5-1,7 милиони се од тие ортодоксните евреи. Да, екстремни што види. Да, тие не одат во војски. Сега таму има дебат. Тие се најрадикални во поглед на решавањето на палестинското прашање и повикуваат цело време на војна, на борба, а не одат во војски. Сега има дебата дали и они треба да почнат да служат во војски. Некој во Израел се служи војска, знаете, мажите се 3 години, жените се 2 години. И секаде на секој чекор можете да видите војници млади по 18 години, девојки, момчиња со пушки. Знам. Тоа ме збуни се, повикуваат на уништување, а они не одат војска. Значи други да гинат. Тоа не е логички. Да, меѓутоа има еден целосно либерален пак дел во Тел Авив. Тел Авив е нешто сосема спротивно од Ерусалим. Тоа е инаку град формиран на територија што е купена од евреите, од бедуините е купена. А бедуини има во Израел ден денес и тие служат војска во еден град кој што се вика, мислам дека се викаше Раат. Веројатно е некој турски некој збор или персиски или арапски Раат, кој што е сличен ист како нашиот збор. Раат, мир, спокој. Тел Авив, например, е исклучително либерална. Примерот, многу едноставен пример. Тие кои што живеат во Ерусалим, особено во неговата околина, се потрадиционално воспитувани. Таму девојките, момчињата се женат се мажат многу порано, на 21-20 години. А во Тел Авив многу полиберална средина има. Таму, например, во Тел Авив, според кажувањето на домакините, е забележена, е изброена најголемата веган заедница. Веган, знаете што се вегани во светот. Исто така една од најголемите LGBT, односно геј популација во Тел Авив. Мислам, кога ќе дојдете, тоа не се многу километри. Аеродромот Бен Гурион е речиси на половина пат помеѓу Израел, помеѓу Ерусалим и помеѓу Тел Авив. Поминувањето од Ерусалим во Тел Авив во поглед на тоа што го гледате е драстично различно, особено кога ќе споредите стариот град со во Ерусалим со Тел Авив. Тел Авив има еден стар дел, тоа е Јафа, споени се сега заедно. Јафа е пристаниште. Тоа е Хаифа горе. Хаифа, пардон. Да, Тел Авив е на море, има една ривиера со хотели како Мајами, високи згради, како Њујорк изгледа Тел Авив. Јафа е од времето на античкиот арабизам, како да кажем, Отоманската империја има многу згради таму, значи тоа е стариот дел и тоа е дел од Тел Авив. Значи, сосема различни. Уште еден контраст. Еден момент да ви кажам, таму ние може би сме читале, сме гледале, но додека бевме во еден ресторан, почнаа сирени да завиваат, предупредување и сите дисциплинирано заминаа внатре во ресторанот. Во секоја зграда која се гради таму мора да има safe room, за заштита, безбедносна соба изградена со
бетонски зидови со метални тешки врати. Ние останавме надвор и снимавме, значи тоа е предупредување. За 7-8 до 10 секунди треба секој да се скрие некаде, да се заштити. А после 10 секунди се слушна звуци на гранати, на ракети. Веројатно аеродромот функционираше и се слушна експлозии кои што значеа дека тие проектили што стигуваат сега вела дека најчесто од кај хутите се уништени. Повелете. Слушај, вие не се скривте, не избегавте. Па добро, ние како новинари снимавме малку, ни беше интересно, ама Господ чува. Добро, мене ми е смешно, ама не се смеам. Сакам да кажам, да и прашам гостинките ценети. Гостинките, ова е стимено интервју да ви кажам, гостинките, ама еве, ако прашате, ќе им пишеме, нека ќе одговорат за некоја друга емисија. Ајде да видиме вака. Прашај ги, дали ќе се укинат готовите пари и со тоа ќе се укине и слободата, ќе биде нов вид пандемија, и кога ќе ти сака, ќе ти забрани, кога што да купиш, што да не купиш, а тоа веќе го има во Канада и во некои други градови, во други земји, и дали со тоа, дали смееме ние да дозволиме да се укинат готовите пари, со тоа ни се кинуваат и слободите, без број. Ти му текне, ти си од ВМРО, ти си од СДС, нема пари за тебе, нема ракија, ти пиеш, ти ова ти он. Значи, иде нов вид робство. А иначе ти праша, како се вика мојот портал да ме гледате, тоа се вика злото на македонците или коментар на вестите, Лјупчо Катиев. Тоа е интересно. Добро, благодарам за јавувањето. Јас уште некој работи само, па да завршуваме полека. Ви споменав за Тел Авив, да ви кажам дека Израел е помала по територија, тоа веројатно го знаете, има некаде близу 10 милиони жители. Потесна е по-долга, во површина ви зборувам. Југ-север има еден автопат кој што го викаат со бројка 6, тој ги спојува крајниот југ и крајниот север. И значи горе на југ се Либан, Сирија тука и Јорданот десно, ако гледате нагоре, така е север, значи на север ви зборам, а на југ е Синај, Египет и тука од другата страна Јеменот, кај што гаѓаат хутите. Тоа е еден автопат околу 500 километри, а исток-запад е некаде не повеќе од 90-100 километри. Македонија е колку? 250 на 250. Ние сме синхронизирано распоредени во поглед на симетрично се извинувам во поглед на далечините југ, север и исток, запад. И една друга работа, колку се они домакини, колку го почитуваат тоа што го немаат доволно, а го прават да го имаат во изобилство. Например, ние имаме многу повеќе вода, ама таа се губи. Тие реци си да немаат вода, ама имаат вода како 10 Македонија. Ја рециклираат водата. Имаат цевки кои што се розови, така, црвени. Тие се за наводнување и цевки, тие се гледат покрај автопатиштата, кои што се плави, тие се за вода за пиење и се врти таа вода, значи се рециклира од наводнување, после се рециклира за пиење и така натаму еден постојан круг. Има базени кои што се формираат од бунари, но и од вода која што доаѓа од дождови, има големи олуци и таа вода не се губи во земјата, туку се собира и се прават базени и ја имаат усовршено таа технологија на десоленизација на морската вода. И, например, западниот брег кој што го држат палестинците, нели, Махмут Абас, таму е премиер, они се блиску одма се до реката Јордан. Значи, тие располагаат со многу поголеми водени количини, а се случува да во нивните населби во текот на неделата најмалку 3-4 дена да има прекини во водоснабдувањето. На Израел тоа не се случува никогаш. И западниот брег и струја и вода увезува од Израел, зависен од Израел. Преку таа десонализација Израел веќе станува извозник на вода во светот, иако речиси поголем дел од територијата на Израел, освен тој северниот, каде што има повеќе зеленило, каде што има и снег, е или бил пустина.
Сега на секаде покрај автопатиштата гледате зелени оази. Нема, за разлика од Македонија, тука сум многу разочаран, покрај патишта, покрај автопатиштата посебно, нема парче земја кое што не е обработено, кое што не е засадено со некаков вид земјоделска култура. Ете, тоа мислам дека доволно треба да ви го кажам за да сватите колку е силен, напреден, развоен Израел. Но поради атмосферата која што не е само безбедност, последните 2 години и атмосферата на и таму има корупција, и таму има работи кои што не се допаѓаат, па ги дели израелците меѓу себе, се случува за прв пат во историјата на Израел наместо прилив на ново население, че они порано биле 4 милиони, 3 милиони, сега се близу 10 милиони, од тие 10 милиони 20 и нешто проценти се муслимани, нешто има христијани. Христијаните се пресека и арапското, односно ке палестинското население, еден помал дел, се случува за прв пат да имаме намалување на населението, односно иселување, може би околу 30.000, тоа е аларм за израелските власти, за израелската држава, за израелската наука, институции и така натаму, прават анализи зашто тоа се случува. За прв пат последните 2 години 30.000 израелци, со нивните семејства се иселиле надвор од Израел. Инаку цел Израел, тоа што го видовме по сообраќајните знаци, е двојазичен на хебрејски јазик и на арапски јазик, и дури и регистрациите на возилата се напишани ИЛ Израел и долу на хебрејски и на арапски јазик, со тоа што таму нема ознаки на градот во Израел. Регистрациите се низ цел Израел исти, различни се бројките. Но имаат системи што веднаш што ќе го ставиш, ти пишува кој автомобил од која година и кој е собственикот со сите негови карактеристики, да не речем досие. Тоа е тоа. Благодарам многу за вниманието. Имавте можност да слушнете нешто кратко за Израел и имавте можност нешто подолго да слушнете еден слободен разговор со Јованка Јолеска-Поповска и Емилија Спировска од Прокредит банка. Пријатно и до слушање. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. КТВ во недела од 16 часот, ТВМ во понеделник од 13 часот, ТВ Плюс во недела од 11, ТВ Протел во понеделник од 15 часот, Канал 8 во недела од 11:40 и ТВ Кочани во понеделник од 20 часот. Гледате Стадион.